Првиот човек јас бев тој што овој пат го поминав, отидов во Грција, кога се пуште границата. Кога стигнав во селото, многу добро ме пречекаа селяните, наши македонци тамошни, и прашуваја за сите овдека луѓе се знаат и кој како се, роднини што си има тука. И такви многу убави работи јас ги се сеќавам како ги доживеав во тоа време. По 60 години повторно ќе биде отворен граничниот премин Маркова нога од македонска страна и Лемос од грчката страна на Преспа, што ќе биде од огромно значење за меѓусебната комуникација на населението од двете страни на езерото. Многу добро беше. Многу, како да ти речам, многу добар соживот имаја едните и другите. Многу добро живеевме. Тоа нарочито кога имаше некои прослави, свадби некои. Сум бил јас и на свадби таму во Егејскиот дел овдека. И сум бил и на прослави. Знам тоа како беше. Значи слично, ние бевме еден исти народ тука. Покрај изградбата на граничниот премин, Европската унија го поддржува Преспанскиот регион со проект за локален развој и одржлив туризам. Кога се затворе границата, исто како да не било ништо, тие останаа тамо, другите останаа вамо и немавме никаква комуникација. Што очекувате откако ќе се отвори границата? Види вака, што мене многу ме радува, тоа може за мене толку не е битно, зашто јас сум човек во години, али за младите луѓе да останат нешто тука, да не се иселуваат. Нашите села тука Преспата веќе готово пропадна цела Преспа. Долно Дупани е последното село на македонската страна од Преспа, а првото село од грчка страна е Раби. Но жителите на овие две села, иако се оддалечени само неколку километри, за да стигнат едни до други, треба да патуваат над 100 километри преку граничниот премин Меджитлија.